Железо, манган, бакар, цинк, олово, кадмиум, кобалт, никел, хром. Дел од овие тешки метали биле детектирани во храната која се продава на македонскиот пазар. Во извештајот на Институтот за јавно здравје кој се однесува на 2017, а кој е објавен неодамна, стои дека овие штетни честички ги има во повеќе прехранбени продукти. Недозволено високи концентрации на тешки метали се измерени кај 19, односно кај 0,20% од мострите од увезени производи и кај 1,17% и тоа од групата железо и брашно и кај 12, односно 1,17% од мострите од домашно производство, пишува во извештајот. Од друга страна, од Агенцијата за храна која е и надлежна за контролата, за Алфа вела дека во 2017 откриле само 7 позитивни мостри, а во 2018 само 2, една кај домашен и една кај увезен производ. Станува збор за производ зеолит како додаток за исхраната. Од храната која се увезува утврдено е присуство на тешки метали, олово, во една мостра замрзнати јагоди по потекло од соседна Србија. Небезбедните јагоди се уништени во депонијата Гдрисло. Велат за Алфа од Агенцијата за храна и ветеринарство. Граѓаните исплашени, вела дека тие внимаваат што и од каде купуваат, но дека институциите мора да водат повеќе сметка. Ујо, не знаеме што јадеме. Имаме сомнителни увозници, имаме недоволна контрола, така да ние граѓаните заправо и не знаеме што јадеме. Апелирам до здравствените власти и до Агенцијата за храна да преземе поголеми мерки. За безбедно ништо не е безбедно. Појма да. Што јадеме, знаете ли? Не знам. Инаку тешките метали се токсични и при ниски концентрации представуваат сериозна опасност за здравјето.